На тема сколиоза и кифоза, денеска гостин на програмата на Тера телевизија е доктор Маја Каличанин Марковска, ортопед од клиниката Аџибадем Систина. Добро дојдовте на програмата на Тера телевизија. Добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Што представува сколиозата и кифозата? Сколиоза и кифоза се во денешно време многу чест наод во детската возраст најчесто. Представуваат деформитети на рбетниот столб во одредена рамнина. Значи кифозата е свиткување кон напред и најчесто се јавува во градниот дел од рбетниот столб. Додека сколиозата е во друга рамнина искривување, сагитална да кажеме, едната е во сагитална, едната е во фронтална рамнина искривување, значи кај што имаме девијација, односно искривување на рбетот кон една или кон друга страна, но не ретко сретнуваме искривување и во двете страни како резултат на компензација на телото, сакајќи да ја одржи правилниот исправен став. Значи, се јавува сколиоза кон една страна, но за да го одржиме правилниот начин на одење, на работа, телото компензира, па компензаторно се јавува сколиоза на спротивната страна, за да имаме исправен став или начин на одење, да кажем. Кои се најчестите причини кои што ја предизвикуваат? И кажавте дека најчесто се јавува кај детската популација. Дали тоа значи дека на повозрастна возраст не може да се добие ова заболување? На на поголема возраст може, и тоа е најчесто кај луѓето кои што имаат некаква повреда, кои што имаат дегенеративни заболувања на рбетниот столб, или најчесто кај женската популација која што страда од остеопороза. Значи, заради губење на коскената маса, доаѓа до губење на висината на пршлените на рбетниот столб и повиткување, одnosno свиткување на телото кон напред. Исте, сум сигурно сите забележале повозрастни особи кои што одат така баш повиени према напред, значи во една изразена кифотична состојба која што им смета понатаму и во работата и во текот на животот. Да кажам, самиот начин повиен не е изгоден за изведување нормални активности, па дополнително чести се и падови, дополнителни повреди, така понатаму ланчано едно со друго е врзано. Кои се најчестите причини кои што ја предизвикуваат? Сега и веќе возрастните кажавме кои би можеле да бидат причините, но сепак како состојби ги сретнуваме во детска возраст. Значи, најчеста состојба се функционалните кифози и сколиози, кои што се јавуваат во детска возраст. Значи, предпубертетски и пубертетски период, тогаш доаѓа една фаза на брз раст во висина кај децата. Значи, аксијалниот скелет на некој начин исто така брзо расте, долгите коски брзо растат и тетивниот и мускулниот апарат не може во комплетна мера да постаса на некој начин и тогаш се јавуваат во комбинација со неправилно, да кажам, седење, работа, че тогаш се јавуваат најголемиот број од деформитетите. Или родителите, дури родителите не ги ни забележуваат децата, ако им се секој ден дома. Значи, најчесто се случува децата да бидат приметени на овие редовни систематски прегледи во училиште. Иако и тогаш некои може да бидат превидени. Голема група на деца треба за кратко време да се прегледаат. Децата не се поставуваат во правилна позиција или веќе ги поставите, па, како да кажам, ја менуваат позицијата при прегледот. И едноставно не може да се добие за толку кратко време правилна информација за состојбата на детето. Значи си бара еден убав преглед, систематски, да кажам, од глава до пети, кај што детето убаво ќе се види, значи комплетно рбетот, начинот на одење, да се направат мерења на должини, да посебно на долните екстремитети, затоа што дополнително и тој проблем некако ни останува во заднина. Не е така ретка состојба да имаме инегалитет, односно разлика во должината на долгите екстремитети, значи на нозете, и тоа да ни прави секундарно сколиотични промени на рбетот. Значи да не е тој примарен проблем, туку секундарен, меѓутоа треба да се најде причината и затоа се бара еден убав преглед, кај што детето треба да се види како што треба, за да можеме сите работи да ги откриеме и понатаму да ги третираме како што треба. Колку за тоа може да придонесат тешките ранци кои што ги носат децата во школа?
Па допринесуваат и тие. Навистина, тие ранци треба да бидат со тежина, да кажеме 10% од тежината на телото. Меѓутоа, секој дете не е исто во тежина и во висина, нели? Физичките способности на секој се различни, а книгите и приборот за сите се исти. Едноставно, значи оптеретувањето за некои деца е преголемо. Понатаму децата не ги носат секогаш на двете раменциња како што е препорачано, туку ги стават на едно рамо или некако, па во клупите седат неправилно навалени на една или на друга страна, некогаш висината не е прилагодена како што треба, или многу ниска клупа или многу висока клупа. Значи се тие работи исто така влијаат на, а долго време се поминува во училиште, 5-6 сата, некогаш во средните училишта и повеќе дури. Значи се тоа им влијае на децата. Значи не е само тие се жалат некогаш и на болки во грбот, не е секогаш од сколиози, од кифоза. Некогаш се тоа фибромијалгија, едноставно преоптовареност на мускулатурата. Долго време во иста позиција поминува телото. И како реакција на тоа се јавуваат спазми, да кажам, децата се жалат на болка, нелагодност некаква чувствуваат, така да повеќе работи може да бидат во прашање, затоа треба да се видат соодветно. Што откако ќе се дијагностицира дека детето страда од ова заболување? Која е вашата препорака? Како е третманот кој што вие им го давате? Секогаш се почнува со конзервативен третман. Освен во исклучителни случаи, да кажем, кога деформитетот е толку голем, каде што бара и во одредени фази на растот на детето, значи се препорачува да има оперативен третман. Но се почнува и најчесто се завршува со конзервативен третман. Значи, детето се праќа на физикална терапија, да научи вежби, да кажеме, корективни за рбетен столб, понатаму за јакнење на грбната мускулатура, соодветни од рентгенската слика која што ќе се направи, во тој правец се насочуваат и активностите. Доколку има потреба се дава еластичен корсет да се носи или пак пластичен корсет корективен кој што ќе ги исправи тие точки, да кажам, на оптеретување, но родителите треба да знаат дека тоа не е состојба која се третира за една недела. Оваа состојба бара упорност, значи голем ангажман од страна на родителите, на детето и од страна на лекарот кој што ги води или физиотерапевтот понатаму. Затоа што тоа целата состојба бара месеци на работа за да имаме ние неколку степени на успех во корекцијата кај детето кога ќе направиме контролна снимка. И најчесто тоа, како што кажавте, представува проблем посебно кај во пубертетска возраст, како да се натера девојче или момче баш во тие години да се натера да се носи тој појас. Особено да, затоа што естетиката им е тогаш многу битна на децата и сега поготово да кажем ако е летен период, малку се оди со кратки ракави, без ракави и така, тоа се гледа и децата не сакаат да го носат, а за да има некаков успех, значи она што е минимум е 4 до 6 сати носење на таа ортоза или помагало. Да не зборувам за некои што треба и многу подолг период во текот на денот да се носат. Па дури некогаш и во текот на ноќта се препорачува, да кажеме. И па вежбите се прават и со помагало и без помагало. Значи физијатар тука уште подобро ќе ви ги каже сите моменти. Но затоа велам, бара голема упорност и истреност од страна пред се, значи детето, родителот и лекарот кој што ќе го води. По колку временски период може комплетно да се излечи или не може да се излечи? Веќе зависи од степенот на болеста во која фаза се наоѓа и потоа преминувате на хируршка интервенција. Значи, повеќето сколиози и кифози се од лесен степен или некои велиме се постурални. Значи, само позициони, едноставно детето зазима неубава позиција. И таа се коригира само со вежби и, да кажеме, можеби со некоја блага лесна ортоза. Оние што барат поголемо лечење, по долг третман, значи секогаш додека не е завршен растот, имаме некакви шанси да направиме корекција. Кога ќе се заврши растот, веќе состојбата е дефинитивна и се работи, значи тогаш има работа, не се престанува, значи тогаш се работи на зајакнување на мускулатурата да се одржи таа состојба. Затоа што ако не работиме, состојбата пак ќе прогредира како резултат на старење, наставно на годините. Значи
тој рбет понатаму подложен е порано да му настанат дегенеративни промени, значи артрозни промени на рбетниот столб, па тоа е врзано со болки, нели во кичмата, со лумбоишалги, со дискус херни и така натаму, други состојби за тоа врзани. Што доколку навремено не се превземе лечење? Кој е најголемиот ризик кој што може да настане? Најголемиот ризик е дефинитивен и голем деформитет. Значи, кој што ќе бара хируршки третман, кој што сепак не е така едноставен. Тоа е поопсежна оперативна интервенција, која што бара посебна стручност од тој што ја изведува, значи тоа се луѓе спинални хирурзи, долги години треба таков човек за да се обучи за да прави таква интервенција, на такви тоа се специјални центри во Европа и во светот, значи таа не е проблематика кој што секој може понатаму оперативната да ја решава, туку се специјализирани луѓе во специјализирани центри. Така, ваша препорака за да не дојдете до ситуација детето да мора да подлегне под хируршка интервенција? Физичка активност, значи да не бидат само курсеви кои што бараат седење и учење, туку да имаме нешто што е врзано со физичка активност. Пешачење, возење велосипед, гимнастика, да кажам балет за девојчињата, еве, тоа е исто танцување, модерни или класични танци, се состојби исто каде што мора да бидете исправени, каде што грбот треба да се ангажира, каде што се вежба правилното држење. А освен тоа, децата не само што ќе имаат и прав рбет, грб, толку и убаво изгледаат. Јас ви благодарам за гостувањето на програмата на Тера телевизија. Се гледаме со нова тема во некоја друга прилика. Ми беше задоволство.